Улогата на спортот во секоја држава е од особено значење и има голема економска, здравствена, социјална, едукативна и општествена вредност, а пред се афирмативна. На меѓународен план спортот ги поврзува луѓето и нациите. Секако е една од најзначајните алки за успешен развој на спортот во својата држава се и спортските новинари кои преку своето навремено и објективно информирање го доближуваат спортот до јавноста. Асоцијацијата на спортските новинари, спортисти и спортски работници од Македонија во непосредна соработка со Олимпискиот комитет и Фудбалската федерација на Македонија веќе неколку години работат на овој план како спортот да го доближат до народот. Организираат повеќе симпозиуми, конгреси, меѓутоа и средби на спортските новинари каде што се разменуваат мислењата за развојот на спортот. We have 6 teams. As you know, we decided to play round robin. Yes. We will play for 15 matches. Every team will play against all the others. We will make the standing. We will play two halves for over a time of 40 minutes. 40 minutes. Yeah. Two halves for 20. 20 and 20. 20 and 20. Yes. Yeah. All the teams will play 5 matches, and then we will go to the awarding ceremony to celebrate, to have fun at the pool. Moldova? With the numbers. Yes. As you saw, we have the preliminary program. So now, Mr. President will decide who will start the tournament. So the first one is Montenegro, Montenegro, Bulgaria, For Montenegro, Macedonia, Number Bosnia Herzegovina, Hungary, with Moldova, number 5, Деновија содржа и симпозиум под наслов Олимпизмот, градител на спортот, младоста и радоста во Пазарџик, Бугарија. На овој меѓународен симпозиум своето учество го пријавија околу 16 земји и одговорни уредници и новинари од електронските и пишаните медиуми. Целта на симпозиумот беше како да ги решиме оние проблеми кои што се наталожени во спортот, меѓутоа и во животот. А спортот е главниот градител на односите и главниот градител на младите лица. Целта на овој научен симпозиум, како и конгресите што ги организира Асоцијацијата на спортските новинари на Југоисточна Европа, каде што председател е Македонија, се во согласност во однос на прашањата поврзани со улогата и действувањето на асоциациите на спортските новинари во реализација на улогата на спортот во создавање на здрав животен стил. А во тие рамки се разработени и други теми кои се од непосреден интерес за развој на спортот во државата. Пред се како теми се планира заедничка борба против насилството, национализмот, расизмот во спортот, значењето на антидопинг, контролата, медицината и фармацевтските достигања во развој на спорт, а посебно внимание се посветува на стратешката соработка на земјите од Југоисточна Европа во однос на организирање на меѓународни спортски надпревари и пред се во организација на Балкански игри, како и изработка на календар на спортски надпревари. И ова гостување во Пазарџик беше насочено на таа тема. Предавач на темата Олимпизмот, градител на пријателството, младоста и радоста беше познатиот спортски работник, почесен председател на Олимпискиот комитет на Македонија, доктор професор Васил Топурковски, а на темата зборуваше и председател на Асоцијацијата на Југоисточна Европа Бошко Трпевски, кој се осврна на соработката и пријателството и мирот во земјите на Балкан.
бидејќи тоа е основа за развој на спортот, за развој на младата генерација. I have been many times to your meetings, conferences, football tournaments. It is always a great opportunity to see old friends again. 29 years I am in this movement. So I have an idea for today's speech. It will be a speech which is familiar for you, and I figured that it is not important to talk about it, but I go along with the idea that was given at the beginning of this meeting, what can be done for a strategic cooperation. I don't want to say that I have a strategic idea, but I believe that it's something could be done between the Olympic committees and the associations of journalists. We don't have meetings together. We can have at this level, on the regional level, because we work very well with the Olympic committees. We can have at least once a year a joint, a combined topic to discuss between the Olympic committees of these countries and the associations of journalists, because it's perfectly normal. We cooperate with the journalists at every level, every day, every single event is together, and we can work out on new ideas that can be very helpful to all of us. So I thank you very much, and this is what I wanted to say. Not to talk about journalism and about Olympism, because we all know those things. We can always repeat them. You can help us with your experience with the Olympic committees, so that's a really good idea. If all of the sport journalist associations from all the countries are in close cooperation with the Olympic committees, let's combine it Definitely. in CESEA Olympic I Committee. believe that is very important. So for next year already we have a topic. Yeah, we have a topic for next year. But we don't have a place for a congress next year, so we can stay in Pazardzhik for 1 year. Welcome to the city of Pazardzhik. It's a small city, as all of you can see, but with a big sport heart. Here, the people of Pazardzhik have the best volleyball team, they have a football team in the first professional league. They are trying to improve the sport. We are trying to improve the sport journalism. Boško Trpinski from North Macedonia. Boško, zaključujemo. Како што рече колегата, јас сум Бошко Трпевски од Македонија и ќе зборувам на својот мајчин јазик, иако го знам добро францускиот, меѓутоа мајчиниот јазик е мост на градење на односи, на спортски односи и останати односи. Пред се сакам да ги поздравам нашите драги гости, раководството на Светската асоциација на спортските новинари и Европската асоциација на спортските новинари. Посебен поздрав на домаќинот на ова манифестација, господинот Најден Тодоров, млад човек, новинар. Јас веќе имам 77 години, но се уште не се откажувам од спортот, бидејќи спортот и покрај моето нарушено здравје ми дава сила да бидам собос. Спортот е градител на пријателство. Спортот е градител на младите генерации и спортот е оној кој што ја носи радоста во една држава. Низ ова наше дружење што го имаме на Асоциацијата на спортските новинари на Југоисточна Европа, тоа веќе го докажавме и се надевам уште повеќе ќе го докажуваме и ќе бидеме уште повеќе блиски на спортско поле, а со тоа ќе дадеме пример и останатите раководители да бидат како нас. Спортскиот новинар ја игра главната улога. Тој е архитект на она што постигнуваат спортистите и спортските работници.
Без спортот, без як спорт, без јака младина, нема ни јака држава. За жал, некои работи лоши се случуваат во државите и тоа се одразови на спортот. Меѓутоа, ние треба да бидеме упорни борци, сето тоа да го елиминираме, бидејќи на тој начин ќе им докажеме на оние кои што ги прават војните, дека војната на теренот не е. На теренот е мегдан за надмудрување, надигрување и витеж. Ние секогаш ќе се залагаме да ги елиминираме оние слабости кои што се присутни во спортот. Посебно допингот е една од големите проблеми, насилството во спортот и многу други работи. Спортскиот новинар треба да биде врвен борец да ги елиминира тие работи. Верувам, има многу да се зборува, но моите колеги најдобро го кажа тоа преку овие спортски надпревари и би сакал сите овде гости, посебно голема благодарност на поранешниот председател на Европската спортска асоцијација господин Јанис, кој што имаше сили да ги надмине се она и во Азербејджан да приме македонската спортска нација во нивното друштво. Исто така би посакал уште неколку мандати да биде начело на Европската асоцијација господинот од Малта, за вас сите познат. Само со такви луѓе можеме да одиме напред. Една мала шега ќе направам. Малта ја победивме во Скопје 1-0, а сега не следи реванш. Господине, ќе бидеме во Малта како фудбалска репрезентација, но ќе навиваме за спортот. За спортот, за оние кои што го презентираат фудбалот Малта, Македонија. Таа е улогата на спортскиот новинар. Спортскиот новинар треба да цени за кого навива, за кого го гради написот, бидејќи спортскиот новинар е афирматор на спортот. Ферплејот е најголема победа во спортот. Да се бориме за ферплеј, како што овие денови се боревме на терените во Пазарджик. Уште еднаш голема благодарност на нашиот домаќин и на сите оние кои што учествуваа во организацијата на овој конкурс. Го молам организаторот, директорот на нашата асоциација да предаде плакетата на Најден Тодоров за оној труд што го дава не само на овој турнир, туку и на претходните турнири. Very important recognition to Najdem, our friend, organizer of our tournament, and congratulations to you, Najdem. Ви благодарам за разбирањето, а се надевам на темата спортот и олимпизмот во градењето на спортистите, на младоста, на радоста. А тоа ќе го учини мојот драг пријател господин Васил Топурковски, кој што 29 години е начело на Олимпискиот комитет, доктор професор, и во поранешна Југославија беше исто така председател на Кошаркарската федерација на Југославија. Голем љубител на спортот, голем помагател. Само со такви луѓе можеме да одиме напред. Најдете ќе ми дозволи само да спомнам дека 1992 година македонските спортски новинари и бугарските го одигра првиот надпревар во Струмица на стадионот Младост, каде што имаше 15.000 гледачи, но, извини, ве победивме со мојот гол во 89-та минута.
победата не е важна, пријателството 32 години што го негираме. Ќе продолжиме со сите присутни овде. Уште еднаш голема благодарност на раководствата кои што ја водат асоциацијата на светот и на Европа. Верувам дека со овие активности Македонија предначе пред сите земји и се надева дека овие активности ќе продолжат и во наредниот период. Меѓутоа, улогата на Агенцијата за млади и спорт одиграва главна улога, бидејќи средствата кои што треба да се додуваат за спортот мора да бидат насочени на право место. Олимпискиот комитет на Македонија вложува големи напори како спортот да го оправда и да го приближи до младите, а младите се брана на една држава. Здрав човек, здрав младинец, насочен кон својата љубов кон државата е и најлегатниот човек кој што ја брани државата. Еве неколку инсерти од ова патување во Пазарџик, каде што бевме добро примени од домаќинот, а соорганизатор беше Асоциацијата на спортските новинари на Југоисточна Европа, чиј втор мандат е господин Бошко Трбевски, кој што исто така одржа на предавање пред гледачите. А во Пазарџик беа председател на Европската асоциација на спортските новинари, подпредседателот на Светската асоциација на спортските новинари, како и многу познати личности. Се направи едно пријателство кое што е надвор од политиката, бидејќи политиката секогаш не носи добрина за развојот на спортот. Политизацијата и партизацијата исто така. Ние сме спортисти и сакаме да го спортот кренеме на високо ниво, бидејќи на таков начин се постигнува целта и здрава нација.